Денеска во работна посета на општина Неготино беше неговата екселенција амбасадорот на Република Франција во Република Македонија Кристијан Тимоние. Тој оствари работна средба со градоначалникот на општина Неготино господинот Ванчо Апостолов и еве од нивните изјави за што конкретно разговара. Посебна чест ми е да го представиме функционирањето на 20 годишната паралелка на француски јазик во Неготино, која е отворена една од првите во Република Македонија. Инаку во нашата средба поголем дел од дискусијата беше за функционирањето на локалната самоуправа. Јас апелирав до амбасадорот и до сите евродипломати во Република Македонија да извршат еден поголем притисок, да час поскоро почнат да функционираат локалните самоуправи во Република Македонија, да дојде до измена на изборниот законник, бидејќи штетите ги трпат сите граѓани во Република Македонија еве веќе 3 недели и мислам дека тоа е недопустливо за една одговорна власт, но знаеме дека моментално власта која дојде на еден нелегален начин во парламентот на Република Македонија, дека нема никаков ангажман во тој поглед и се повеќе ја одолговлекува состојбата. Мислам дека притисокот од неговата екселенција амбасадорот на Република Франција и од сите евродипломати ќе вроди со плод да точката биде ставена прва на дневен ред во собрание на Република Македонија, за да можат граѓаните од целата Република Македонија да не се чувствуваат како граѓани од втор ред, бидејќи не можат ни една работа моментално да завршат во општините во Република Македонија. И еве поздрав, баш ми беше мило што имав можност да поразговарам со амбасадорот и се надевам дека тој, како и сите други, и мислат добро на ова наша држава и дека со своите сугестии, со евентуалниот притисок, дека работите ќе дојдат во нормала и што побрзо ќе бидат распишани локалните избори. Се надевам дека тој датум ќе биде 15 октомври, доколку повторно сега веќе мандатарот Зоран Заев не ретерира од своите изјави кои ги даде пред известно време. Станува збор за моја прва посета на Неготино и навистина сум среќен што ја имам приликата да се запознам со градоначалникот. А како французи, нели, негувам посебни симпатии кон овој град на виното. Со господинот градоначалник се осврнавме на актуелните прашања и генерално на состојбата во Република Македонија. Двајцата заклучивме дека состојбата на актуелна политичка криза треба да биде страница која што ќе биде завртена што побрзо и да чекориме заеднички напред кон европска и атлантска интеграција на земјата. А за тоа треба да се почитуваат и роковите, особено за одржување на сите избори, пред се локалните избори. А ние тој момент го очекуваме на вистина со нетрпение и со голем интерес, како што впрочем го очекуваат и сите граѓани на Република Македонија. И станува збор за ургентна одлука која што треба да ја донесе собранието. Поразговаравме исто така и за состојбата на францускиот јазик во Неготино. Јас му се заблагодарив на господинот градоначалник за целокупната поддршка која што тој ја дава во прилог на двојазичната франкофонска паралелка во гимназијата. Францускиот јазик е јазик на виното, значи тоа е и јазикот на иднината во Неготино. Дојдов овде исто така денес да ја посетам и гимназијата, особено да им се заблагодарам за сите напори што ги прават, кои што и станува збор за гимназија, која што втора го добива тој сертификат за проучување, односно за оценување на францускиот јазик во Македонија. Значи, браво за Неготино. Браво, браво a Negotino.